Кирил, ќе снимаме ние или како? Сори. Денес го возиме новиот Jaguar F-Pace. Jaguar денес на тест. Ова е новиот фейслифт од претходната верзија. И искрено, ако не пратите премногу автомобилизам или ако не сте преголеми фанови на Jaguar и не ги знаете сите измени, можеби нема да приметите преголеми и драстични промени во овој дизајн и сосема нормално, бидејќи успешната формула не мора да се менува драстично, но она што јас го приметувам е дека хаубата сега е продолжена надоле, не заврши како претходно нешто над браникот и светлата, нови светла се поставени, сега ги има овие J делови во фарот, за подсетува дека е Jaguar. Подоцна имате поголеми отвори кои што се реални, не се фейкови отвори во браникот и исто така има нови светла позади, овие странични детали кои што не се драстични, но повторно ќе кажам се интересни и елегантни и тука наместо буквите Jaguar сега е поставено нивното лого. Нови бандажи се вклопени сега, ова се 20 и колучната измена. Колучната измена е внатре. Вау. Интериеров. Вау. Ајде одиме внатре. Ајде. Ево го интериерот. Гледате зашто сум толку многу возбуден, бидејќи најголемата промена Jaguar што има направено е токму тука. Прво, бидејќи изгледа прекул, преголема елеганција, преголем луксус. Второ, бидејќи е поставена многу подобра звучна изолација и тоа се чувствува. И трето, искористени се многу поквалитетни материјали. Нормално, за да биде вака убаво луксузно, треба биде и квалитетно. Се што ќе чепнете, ама буквално се што ќе чепнете е меко, кожа или алуминиум. Во овој пакет имаме пакет со алуминиум и како што гледате сите овие детали и на воланот, и тука надоле, и од страна кај вратите, и лопаткиве на воланот, одменувачот, сето тоа е вистински алуминиум и дава скроз друга димензија и многу убаво одговара на целиот интериер. Бојава, комбинација, кој да правил од Jaguar кај нас, секоја чест. Предобро изгледа и многу ми се допаѓа бидејќи е скороз поразлично од се друго што сме имале до сега на тест. Е сега, новиот изглед, не мора ви објаснувам, совршена комбинација од класичност и модерна. Мене навистина ми е совршена комбинација од она што треба да се задржи од претходни да се има сега во овој нов модерен свет. Овој систем е истиот систем од Defender што го гледавме, тоа е PV системот, инфозабавниот систем и овој екран навистина функционира многу добро, сега ќе го видиме. Само да го стартуваме, еве се појави Jaguarот и стварно на неговото функционирање е идеално од причина што е многу респонзивен, лесен за навикнување, за користење, се ви е на дофат, едноставно мени, наједноставното мени што до сега сум го користел и како што можете видите надоле имате само две физички копчиња што е многу добро, бидејќи тоа ви е потребно. Овие копчиња, тркалци уствари, се од клим уредот, со едно кревање нагоре е за брзина на вентилаторот, со спуштање надоле е да одберете на каква температура сакате. Во моментов време како јануар надвор, не е како лето и треба да се прилагодите климата на малку по топли температури и многу едноставно се користи сето тоа. Тука како што гледате, ова се е на тач и лесно
функционира, многу едноставен систем. Тука имате уште едно физичко копче, тоа е за звукот, истото го имате и на воланот. Менувачот е променет, како што гледате, порано беше на исто вакво тркалце кој што се издигнуваше. Ова е сега за режимот каков сакате, дали спорт, еко, динамик и така натаму, а оваа рачка сега искрено мене ми изгледа многу поубава и многу пофункционална ми е. Сега околу практичните работи. Тука имате бежичен полнач, оздолу имате некоја остава, нормално две остави за шишиња, една остава помала веројатно за клучот, ова можете се покриете. Имате голем остава под настанов за рака со два USB порта, еден приклучок на 12 волта и уште еден имате тука, ако не го приметивте. Од страна имате големи остави во вратите. Ми се допаѓа што Јагуар внимавале многу и на деталите. Повторно ќе спомнам воланов кој што потсетува на претходните старите модели на Јагуар, а тоа датира од 35-та година. Значи овој дел, ова лого го имате исто така тука и на седиштата, а исто така го има и тука од страна кај делот од вентилацијата кој ќе отворите вратата. Седиштава се прекомотни, преудобни, нудат барем во оваа опрема, а тука има нешто помалку, нудат 18 различни насоки на движење што нема шанси да не ја погодите вашата совршена возачка положба. Ова се е вистинска кожа и тоа не го кажам јас, туку тоа го кажува и Јагуар, бидејќи ја имате едно ливче како да се грижите за оваа кожа. И јас сум превозбуден од интериеров. Пре кул. Е, сега тука има уште едно копче, тоа значи автоматско отварање на багажникот, веќе се отвори и одиме таму. Багажникот нуди 650 литри багажен простор. Имаме куки за качалки кои што се омилени на Кирил и се многу квалитетни. Имаме остава тука од страната. Подот е направен да е совршено рамен и да се поклопува со ивицата на браникот. Додека под мене има сет за репарација, но нема резервно тркало. Леле, седиштава. Океј. Седиштава се прекомотни тука позади. Простор за нозете има. Добро, додуша ова седиште е вратено многу наназад, но имате доволно простор за нозете. Ми се допаѓа тоа што можете ги бутнете под седиштата, но исто така има и некоја блага косина која што дава некоја поубава положба за нозете за многу подолг пат, што искрено сега сме го критикувале често пати дека не се чувствува доволно удобно, но еве тука конечно имаме автомобил да ви кажеме што е таа разлика. Имате доволно простор за главата, тука на овој дел имате некоја миниатурна остава за телефон која што би сакал да е малку поголема. Имате само 12 волтен приклучок за струја и отвори од вентилацијата, нема USB порт. Тоа е една критика, нормално. Наслон за рака со две остави за шишињата, Isofix отвори кои што се слични како од Audi. Овие пластики можете многу лесно да ги изгубите, тоа не ми се допаѓа, можело да биде на буткање. Имате висок и широк тунел, но искрено воопшто не ме интересира, бидејќи никогаш нема да седнам на средниот дел, но еви да седнам е искрено удобно. Искрено удобно, ова не го очекував. И друга работа што приметив тука, не знам дали вие го приметувате, има едно плаво светло што е од амбиенталното светло низ целиот автомобил и искрено дава убава димензија што и тука можат патниците да го чувствуваат истиот комунитет како и напред. Леле човече, колку го обожавам интериеров, многу. Ајде сега да се возиме. Конечно го возиме Jaguarот. Вака, околу перформансите. Имаме 2.0 турбо дизел 4-цилиндричен мотор со 204 конски сили. Не е V6, не е V8, како што можеби сите очекуваме или посакуваме, но Jaguar и целата групација што направиле со овој мотор, јас сум стварно фасциниран, бидејќи многу еластичен, многу брз, многу моќен, бидејќи забрзува од 0 до 100 за 8 секунди, што не очекував. Не претпоставав дека еден ваков мотор на едно вакво возило кое што тежи скоро 2 тона, 1900 килограми, не се малку, а така лесно го катапултира. Стварно моторов е многу добро склопен.
Имаме автоматски 8 степен менувач кој што е истиот како кај Defenderот, но мислам и верувам, бидејќи Jaguar сигурно го имаат малку преработено, многу е по-респонзивен. Јас бев многу фасциниран и кај Defenderот, дури го споредов со DSG, но тука стварно Jaguar се гледа дека му дале мал шмек нивен кој што ја има тој дел од спортскиот момент во него, брз е, респонзивен, веднаш штом ќе стиснете на овие лопатки алуминиумски, веднаш менува брзина, веднаш враќа. Ако менува автоматски, истото се случува. Неколку брзини може да врати нагло надале за да ви даде подобар старт. Или ако сакате комфортно возење, тоа ви го нуди, не се чувства менувањето на брзините. Секако, како што кажав, за тоа помагат и различните модови, кои што ги има во Dynamic, Comfort, ги има во Eco, кој што помага стварно и за снег и дожд. Сега кога спомнав за Eco верзијата, да, стварно многу помага на потрошувачката, бидејќи еве во моментов кажува 6,3 литри урбано. Сега сме во Скопје и 6,3 на едно лукаво возило е идеална бројка. Дури на автопат деновиве ми покажа потрошувачка од 4 нешто литри. Што се случува, луѓе? Возевме толку помали мотори, кои што треба да бидат штедливи, кои што треба да бидат економични. Не сум осетил ваква потрошувачка кај нив. Браво, браво за Jaguar. Сварно, моторов е и многу брз, и многу моќен, и многу штедлив. Околу другите возни карактеристики, висок е, огромен е, тежок е, очекувате клатење, очекувате као на брод да сте баш напротив. Колку добро само управува Jaguar, колку многу добро управува FPS-ов, какво чувство имате зад волан, каква контрола имате зад волан. Браво! Jaguar, браво! Јас, сварно, Jaguar е еден од моите омилени брендови, но не сум пристрасен при ова кажување, бидејќи стварно ова што го направиле Jaguar вреди да се истакне, вреди да се спомне дека направиле нешто многу квалитетно. Буквално имате чувство како да возите спортски автомобил. Целата контрола е ваша, не чувствувате дека некои системи ве контролираат. Нормално дека тие работат во позадина, ви помагаат, но не се чувства дека тие се над вас, дека се над возачот. Вие ги контролирате и системите и целото возило. Тоа ми се допаѓа. Јас да имам контролата, јас да се чувствам дека сум возачот во оваа кола. И тоа е така. Околу опремата преска нешто спомнавме што се имаме, што се нуди овој Jaguar. Имате уште многу повеќе опции од ова што денес го имаме, секако во дополнителна опрема. За мене лично не треба ништо повеќе од ова. Тоа веќе е работа на вкус и на потреба, така да нормално кога имате такви желби, можете тоа да го направите во Jaguar. Но јас морам да истакнам дека камерите што ги има овој инфозабавен систем, односно што ги гледате преку овој инфозабавен систем, што ги имате наоколу низ целиот автомобил, се стварно многу кристално чисти, кристално јасни, многу подобра слика од ова што во моментов вие мене ме гледате, многу повеќе од 4K. Браво, браво за Jaguar што и за целата групација, исто го видовме кај Defenderот, што нудате на ваква кристална, јасно, чиста слика и многу добри системи, имате многу добра контрола, знаете кога ќе паркирате на вакво огромно возило, да не го изгребете, бидејќи никој не го сака тоа. Чини 88.000 евра, не би сакал да го оштетам, ќе чини тоа многу скапо после за поправање.
Да, неговата цена е 88.000 евра и искрено треба многу добро, ама многу сериозно, ако веќе се одлучувате, имате опција за купување на возило од оваа категорија, да размислите кои му се конкуренти, да го споредите со тие конкуренти, ама стварно да го споредите, бидејќи она што го нуди Јагуар на комфор, луксузност внатре, на дизајн надвор, на опрема, за таа цена не може да се спореди со ништо друго, бар во моментов со тоа што се споредува. Зошто? Бидејќи Јагуар дава еден сосема друг статус во општеството. Самата негова појава, самата негова уникатност во дизајнот, во интериерот, квалитетот на изработката, за таа цена јас не би го споредувал со Ауди, БМВ. Не ме разбирате погрешно, тоа се навистина многу добри модели, брендови, но во моментов не може да се споредуваат. Јас би ги споредувал со Бентли, Масерати, во друга категорија кој што многу повеќе му лежи. Бидејќи Јагуар во моментов е далеку на врвот во моментов во неговата класа. Далеку. Како добро ми легна Јагуаров. Го обожава. 88.000 евра. Мора да се заработат тие пари некако. Го обожавам Јагуаров. Го обожавам. Ми ја заборе фест на дождот. Дечки, се гледаме наредна недела. Мене ќе му тепат сега, направете сабскрайб и се гледаме. Чао!